Така е, стартува уште едно издание на Никој да не знае. Како беше тоа пст, никој да не знае освен јас, вие таму што не гледате, а јас не ве гледам и нашата гостинка. Ќе ви кажам веднаш која е таа, значи таа е одличен вокал, но и одлично изгледа. Успешно ја гради својата кариера, но никогаш не била дел од никаков скандал. Јас прочитав еден тон интервјуа и од она што се сеќавам во однос на незината богата кариера, иако има малку години, има зад себе голема кариера, никогаш не била дел од никаков скандал. Што ќе рече за себе самата, ќе рече дека е скромна, енергична и позитивна, од она што јас го најдов. Така е. Здраво живо во Никој да не знае за Стојна Николова. Добре ни дојда. Добре те најдов и драго ми е што се дружиме денес заедно. Така е, скромна, енергична и позитивна. Да. Така се доживуваш себе си? Па да, така се доживувам, бидејќи не гледам дека се променив од тоа каква личност сум. Пред да започнам да се занимавам со ова работа и сега, останав иста, тоа што сум, иста со сите луѓе. И мислам дека сум позитивна затоа што секогаш се трудам да мислам позитивно и да гледам позитивно на нештата, да пренесувам убава позитивна енергија. И енергична сум. Доста сум енергична, не знам да застанам. И чекај да немам време, пуста те прашам веднаш. Вистина е, затоа што вие пријателиве кои што ги прашавме ни рекоа дека никогаш не си излегувала од дома без да ја исчистиш куќата. Ова сериозна си дека секогаш, ама баш секогаш ова ти се случува од мала или сега кога сама се грижиш да речеме за својот дом си таква? Так. Па добро, да, во последно време да, таква сум. Сега не до толку. Добро. Да, ама гледам да ми е средано, зашто и јас така се чувствувам, не знам. Значи сега пред да дојдеш во Телма, исчисти се по дома? И чистено беше, освен онака нека шминка што има на масичката, за шминкање, така да, ама не е тоа страшно. Не е страшно, сега се рекол ќе дојдам. Да, само треба да се става во НССР, да. Супер, Стојна. Одиме по ред, се враќаме далеку некаде кога имаше 2-3 години, во едно интервју овде си рекла дека тогаш некако првите, нели се, веројатно ти раскажале за тоа, за твоето пеење. Кога се некај тоа, откога го наследи талентот, си рекла во неколку интервјуа од твојата баба и од твојата мајка, значи, или генот си е ген и го направил своето. Апсолутно. Да, се сеќаваш ли, или ти раскажале, веројатно не се сеќаваш самата на 2-3 години, што беше првото нешто што го запеа? Некој нешто од детски фестивали или нешто друго? Па не, колку што се сеќавам, од секогаш сум сакала да интерпретирам нешто онака за повозрастни, нешто позрело. Добро. И уште од мали нозе, бидејќи имав за тие години доста зрел глас, ме викаа дека имам батерија во грлото, во гласот, и не сакав да пеам во тие школски денови, да кажам, до некаде 4-5 одделение, па и добро, и до 8, ајде, да. А инаку, што се однесува до тоа, кога сум била на 2-3 години, сме имале некоја кафеја во местото каде што живеам јас, Петравинци, и работела само понеделник. Кафана понеделник само што работи? Да, во тоа време само понеделник, значи збориме за, не знам, 97-ма, така нешто. И кога сме пешачеле со мојот татко, сум рекла, сакам и јас да отидам да пеам. Со мало дете не можеш да се разбереш. Те однел? Да, ме однели. Некаде било, нели тоа, порано. Да. Најверојатно музичарите уште пробувале. Може ли тоа девојчева да запее нешто? Ајде ме качиле тука на столче и првото нешто што сум го пеела, не знам, имало тогаш некоја брате мој. Брате нешто, мој. И јас не сум не можела да зборам мате мој. Важно пееше. Така, на тоа го имам во сеќавање останато тоа што ми има зборувано мојот татко. Инаку дома постојано им давав концерти. Да? Да. Ама во концертите дали се придружува и мајка ти и баба ти? Како да работите? Па да, мајка ми, паметам, и ден денес си ги чува, имаше цели онака тетратки напишани со текстови. Таа имаше многу голема желба, имала многу голема желба да биде пеачка, но некако други времења и родителите и поинако и размислувале, имала и многу побарувања од струмичките групи за да влезе во бенд. Но ете, и таа била посрамежлива, но имала голема желба, нели, незината ќерка кога веќе има талент да се занимава со музика.
А тогаш да, ми се придружува и тие, пеа заедно, сите пеевме заедно. Постојано кај нас беше Значи на родиндени, на слави, на такви работи, на прослави, Ама јас секој ден скоро им приредував дома концерти. Журка. Со далечинското во рака и тука имаше и пење и кореографија. Значи не може да биде без кореографија, да. Браво. Сега се силима на никаде 14, си рекла не се ни 15 години, кога твојот професор по музичко од Струмицата натера да влизаш во неговиот бенд. Да. Нота бенд се викаше. Како? Нота бенд. Нота бенд, добро, тоа го нема во овие интервјуа што ги прочитав, да. Еве уште една информација и сега кажи ми дали дома што ти рекоа дома всушност? Ете мајка ти спомена дека сакала да, нели да биде и татко ми. Да, и татко ти? Да. Имав многу голема поддршка од нив. Да, и затоа што имам нели од мајка ми, бидејќи татко ми веќе не е меѓу нас, не е жив. Инаку да се наврата малку порано, професорот со кој што ме покани да влезам со негов бенд, и да почна да се занимавам со музика, ми беше професор од 5 до 8 оделение. Да, и во тие денови, да кажам школски, јас бев многу срамежлива и постојано тој ме вркаше дојди на хор, дојди, треба таа песна да се пее, треба ова. И тој беше учел со мајка ми. И паметам дека еден ден дојде дури и дома да каже на родителите дека ете, ве молам, зборувате со вашата ќерка дека треба да се појавува на тие хорови. И знам ме однесоа и на некое надпреварување таму, некоја смотра по струмичките села и добив второ место. Бев многу мала тогаш, се сеќавам, дали 8-9 години. Добро. Добив второ место. Најпрве не сака ни да ме прима да учествувам, бидејќи сите беа повозрастни, но на крај освоив втора награда. И бендот што свираа таму на таа смотра ме слушна и велат кога ќе потпораснеш малце, ќе дојдеме, ќе те земеме да бидеш со нас во бенд. Леле, на мало дете вие кога ќе му кажете, јас секој ден очекував тие да дојдат да ме повикаат да пеам. И ете, после нели се поминуваат години. Професорот некако ме убеди, дојде кај моите дома и рече дека мисли дека е време. Да, и е време да запливам во тие води. Моите се согласија, почнавме со проби и тоа сакав да прашам, проби колку имаше, што репертоар знаеше, што свиравте? Каде беше првото место каде што пееше? Си рекла во интервју имав многу трема, на тоа најмногу се сеќавам. Па и ден денес имам трема, на настапи не толку, али вака на телевизиски појавувања, да. Не знам зошто е тоа така, но ете кога ќе се вклучат камерите, поинаку чувството. Да, едноставно веќе и како да кажам, зрел човек па размислува на тоа како ќе изгледам, што ќе кажам, да не сгрешам, да. Да. Најпрвен вежбавме македонски народни песни, забавни песни, исто поп. И мислам дека едни од првите настапи ми беа по рестораните ни Струмица, подоцна веќе на свадбени прослави. Веднаш ти тргна тоа? Да. Немаше едно последно? Имаше со мене, пошто бев доста мала, 14,5 години, нели, немам искуство никакво, имаше и уште еден вокал со кој што Нота бенд, машки. Па и машки и женски. И машки и женски. Нота бенд, да, веќе постоја како група од порано и работеа со пеач и пеачка и јас влегов само како еве. Млада личност која што нели треба да собере искуство и да види како се работи. Тоа беа неколку свирки заеднички, подоцна ние продолживме сами да работиме. После неколку години се одвоив и започнав соло кариера. И така е до ден денес. Но веќе денес имам нели свој тим, свој менаџер, своја екипа и Динамик бенд. Бобан исто е тука како менаџер, како колега, како соработник, како некој што се грижи долги години за мојата кариера. Да. Кога веќе го спомена, тогаш да го чуеме. Значи, значи слушаме двајца низини пријатели, ова е првиот Бобан Мојсовски, Мојсо, нели, меѓу нас познат како Мојсо. Мојсо кажа, убави работи за Стојна, чисто ти кажам вака, ама има едно многу интересно прашање, одиме со Мојсо, па се враќаме да видиме што ќе каже Стојна. Стојна Николова запознав на некаде, мислам дека имаше околу 5-16 години, бидејќи јас сум директор на Роса Фест и тогаш дојде прв пат настапи со нејзина песна, со авторска песна на тој фестивал, тогаш ја запознав. Потоа се видовме во Австралија 2014 и официјално почнавме да работиме 2015 година. Значи веќе заеднички бизнис тераме 10 години.
Стојани Николова, за да опишам ми треба малце поише, меѓутоа еве на кратко. Пред се е многу фина, скромна, што е и доблес до некаде и мана, вредна, послушна во однос на бизнисот, знае да почитува многу према колеги, према минат труд, према постарите, нели, незини колеги и колешки ги почитува многу и многу е осетлива. Па ја допираат муабети, многу знаеш посебно да влегува, да се размислува, да се мислува. Некојаш често знаеме да се караме, да ја остане заебавај, значи муабети има и вакви, не може да биде секогаш позитивни коментари, мора да има некој лош коментар. Додуша сега веќе у задниве години е поима гар стајано, меѓутоа као малечка беше така посетна. Мани има и позитивни и негативни. Позитивна мана е многу сака да е перфекциониста дома, многу сака да чисти, да вакво, значи да е све под конец средено, да вакво. Знае да биде големина некош. Стојне, јас ќе те прашам вака сега. Да кажеш јавно дали си задоволна од нашата соработка, од нашиот договор? И во случај да сега заврши договорот годинава, мислам нашиот договор трае повеќе, меѓутоа кога би завршил сега, дали би потпишала нов или дали би продолжила да работи со мене се уште или би ме пензионирала? Ај сега да те видам, ајде сега да те видам. Баш интересно прашање, поздрав до него. И јас сум задоволна, презадоволна од нашата соработка. Навистина имам менаџер, колега, соработник кој што секој пејач би посакал. Да, и мислам дека рано му е уште за пензионирање. Чекај, би потпишала, се разбира, бидејќи навистина сум задоволна. Јас, на мене останува едноставно да пеам, да сум позитивна, да сум насмејана, друго се тој завршува, значи договара настапи, околу спремањето на песните исто, тој е задолжен. Нели, се договараме секако која песна би ја работеле. Но тој во однос на мене има повеќе работа и повеќе одговорност. Ете, во тој дел. Што се однесува до она што го спомена, вели почитува, го почитува мислењето на постарите. Колку е тоа важно? Кога го свати тоа? Веројатно, нели млада влезе во се во ова, па ти требаше веројатно и некој да ти каже убав збор, можеби и критика која што ќе ти донесе нешто добро? Така. Па секако дека го почитувам, зошто постарите имаат, да кажам, поголемо искуство и секогаш зборуваат тргнувајќи од себе, од своето лично искуство. Тоа го сватив па кога почнав да работам со повозрастни и со Бобан. Да. И тој ми го потврди дека тоа е така и ете, јас и почитувам тоа што го кажуваат постарите и секако и почитувам минат труд. Да, и уште нешто те прашам. Сега не те интересира или не читаш негативни коментари? Вика, многу се нервираше порано, сега вика не е така баш. Па, знаете како, сето тоа доаѓа со искуството. Годините со искуство. Да, со годините. Порано, например, ќе напишат некоја невистина и нормално како млад човек кој што не знае да се носи, нормално дека ќе те засегне, да. Но сега веќе јас знам што е вистина и знаеме дека ова е шоу бизнис и дека како беше нека пишуваат што и да пишуваат само по голема слика и поубава. Поубава. Ке пееме? Ајде. Да. Одиме со джингл и ке не изненади Стојна со една изведба на прекрасна македонска песна. се враќам од сите кога бегам, тука си. Ти си тој
dobro, јас те сваќам, го рушиш секој љубовен зид. Моите соништа, твои патишта. Ти си тој што во очи будиш пламен и поубав го правиш овој град. Ти си тој што со нежност топиш камен, по тебе душо чувствувам глад. Се ке направам да те зачувам. Ова срце најде лек, ќе те љубам еден век. Секој ден, секој час, да те гледам, да те милувам јас. Влего без никаков грев во твојот свет. Верувај, премногу те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој. Те најдов тебе љубов моја, сигурна сум веќе ти си тој. Ова срце најде лек, ке те љубам еден век. Секој ден, секој час, да те гледам, да те милувам јас. Влего без никаков грев во твојот свет. Верувај, премногу те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој. Те најдов тебе љубов моја, сигурна сум ти си тој. Верувај, премногу те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој. Те најдов тебе љубов моја, сигурна сум веќе ти си тој, ти си тој. Нема време така да кажам и ве сега браво. Ти благодарам. Да. Како беше она што го правевме муабетот, сега луѓето сакаат цела песна да ми испееш вака на настап или веќе до пола па одиш на втора па на трета, како? Па зависи. Кога Зависи. некој ќе нарача некоја песна, нормално дека сака цела да Да му ја ја чуе. исполниме, да. Но во последно време ете некако во тренд се тие миксови, сплет на песни, строфа, Значи, рефрен, строфа, рефрен, и да. нова песна. И така може сите да бидат хај. Да. Кажи ми сега кога сме кај македонската фолк естрада, колку си задоволна од она што се случува во Мигов? Колку си задоволна овие последниве години? Не зборувам само за твојата кариера, зборувам Да, општо, воопшто за генерално, како да. функционира. Во едно интервју си рекла, не знам, јас не гледам многу млади луѓе кои што нели имаат се, значи и глас, и стас, и харизма, полн и пакет. да, полн пакет на се оно што значи да се занимаваш со оваа професија. Знаете како велат, секогаш може подобро. Мислам дека македонската музика не е на тоа ниво на кое што заслужува.
Воопшто музика. Не збориме само за збориме фолк, за музика, да, не е на тоа ниво на кое што треба да биде, затоа што тоа е нашето богатство. Фолклорот, а што се однесува до македонските нови таленти, да кажем, и потенцијали, многу ретко. Да. Луѓето, младите луѓе се осмелуваат да влезат во оваа работа и сите што ќе влезат, да кажам, некако повеќе прават некои кавери, отколку да направат некоја своја нова песна. Така е, да. Ова е време на кавери. Да. Мислам дека во рете, нека се има и кавери, нели, нека се снимаат, но за еден пејач да остави свој печат, треба да има своји авторски песни. Така е. Јас мојата кариера ја започнав со авторска песна, со авторски албум. И така и до ден денес, да, не дека не снимам кавери, во емисиите не пееме македонски народни песни, нормално дека да. Како реков, тие се нашето богатство, но не може 30-40 години да ги пееме тие народни песни, нели? Треба нешто ново. Треба нешто ново да се направи, така е. За да може и повеќе публиката да не сака и така е. Време за реклами, имаме уште муабет и уште една пријателка ќе зборува за Стојна, останете со Телма. Да, Стојна Николова, ние во Никој да не знае. Чепкаме по тоа како почнало се, па одиме во однос на нели кариерата, градењето и така натаму, во однос на овие интервјуа кои што ги изначитав, нели? Можеби ова се најголем дел од твоите интервјуа за да се подготвам. Знам дека има една тема на која што веројатно не зборуваш често, ама те прашувам, па сега твое дали ќе ни кажеш. Го изгуби својот татко нели во своето детство. Од оваа перспектива сега, нели, како дете успеа да го надминеш тоа? Еве во една реченица. Па беше многу тешко. На колку години Стојна? Па имав јас 17 години. Значи тој виде нешто од почетокот на твојата кариера. Да, тој постојано беше со мене на настапи и спремав и во тоа време пред да почине требаше и да излезе мојот албум со Од срце тебе подарена го насловив. И ето не успеа, но реално беше тешко. Како млад човек кој што беше навистина многу поврзан со својот родител и тој едноставно ми беше идол. Мислев дека тато се што кажува само тоа е во право, како и сите нели деца. Имавме навистина сплотени бевме сите во фамилијата. Имаш брат? Имам двајца браќа помали. Александар и Петре. Си споминала некој внук од брат, па тоа тој не е сега главна звезда, него не можеме да не го спомнам преска баш се слушнавме, се гледавме на камера и викам сакаш ти да те спомне на телевизија? Спомни го, ајде кажи како се вика. Да, поздрав Димитар. Димитар, поздрав. Да. И мајка му викам ако не е лош ќе дојдат да го земат. Ако е лош уствари, да. Ќе дојдат да го земат, да. Да, сега се враќаме вамо на да, така. Бевме сплотени и мислам дека тоа највеќе ни помогна да бидеме силни и да продолжиме сите заедно понатаму. Јас и ден денес имам голема, огромна поддршка од сите, цело моје семејство, од моите двајца браќа, од мајка ми, од баба ми, од сопругата на мојот брат, да. И мислам дека тоа беше клучот за да нели го пребродиме тој момент. Инаку тешко се носев, дури пред некое време имав уште панични напади, анксиозност, траума која што не се надминува така лесно со оглед на тоа дека татко ми почина пред наши очи. Ама тоа е, животот продолжува понатаму, да. Така е. И мора да бидеме силни. Така е. Кога се пресели во Скопје? Кога донеса таа одлука? На 21 година. Мислам, да, на 21 година. Виде дека не може више да функционира таа релација, нели? Заради тоа што некои работи се случуваат. Тешко ми беше зашто постојано патував. Постојано некој требаше да ме вози, тогаш уште не возев. И брат ми помалиот, Александар, вика Додо, на Струмички, Додо, пресели се во Скопје, тоа ти е, да, полесно ќе ти биде. А јас бев многу приврзана со нив и некако не можев да ги оставам и нив и другарки, цела нели таа средина. Но ето тоа се испостави дека е правилна одлука и ние сме
скоро секоја недела сте заедно. Така е. И сега со технологијава и се гледаме и се слушаме, ама Пак недостасува. да, па јас сум човек кој што не знам, што од мала се поврзувам со моите блиски, со другарките, не знам, ги ценам личностите што ме сакаат и сакам да бидат покрај мене. Така. Да. Една од нив е Ивана Димитрова, така? Да. Не грешиме, така. Ивана ни прати прекрасно видео од Париз, зборува за својата другарка, односно пријателка Стојна Николова, па да видиме во неколку минути што таа ќе ја праша и што има да каже за неа. Поздрав од прекрасниот Париз до студио и до мојата драга Стојна. Со Стојна се знаеме 4 години и супер се дружиме. А Стојна би опишала како прекрасна личност, насмеана, пред се скромна. Една од незините мања тоа што касни и не искача од дома додека не среди се. И последно нешто што ќе ја прашам Стојна е кога ќе се видиме. Стојна Ивана прашува кога ќе се видите. Штом се врати од Париз, мислам дека вечерва се враќа, така да Ќе се видите утре. може да се видиме утре. Да. Кога станува збор за јавна личност, сакаш кога ќе се видите да бидат тоа излегувања некаде каде што ќе треба да внимаваш на тоа како си облечена, што како се однесуваш, па дали некој те видел, па нели дали некој тука те озборува, или можеби да биде тоа во домашна атмосфера, ти средано по дома секогаш ти претпоставувам, и значи Ивана да дојде кај тебе дома. Како практикуваш? Па може и така и така. Да, се гледаме и кај мене дома, таа доаѓа често. Сега баш минатата недела пред да замина за Париз беше. Добро. Си гледавме некое филмче, но се гледаме и надвор. Идеме на кино, онака лабаво. Ивана ми е многу мила личност. Не се знаеме долги години, Да, да кажам. 4 години. Да, 4 од прилика. Да. Но ми е личност која е реткост да имаш како пријател во денешно време, зашто е многу искрена, многу мила, многу позитивна и, како да кажам, приземна е. Да. Доцнеш, вели. Овде не доцнеше и секогаш кога доаѓаш или на телевизија не доцнеш кога имаш такви обврски. Па знам дека е во живо за тоа, иначе. А доцнеш за пријатели, бе. Како Па да доцнам, работите? не знам, не доцнев порано. Сега некако во последно време, знаеш, Немам време. не можам да се усогласам. Во толку си таму, во толку треба да бидеш ваму и некако све сум 5 за 12. Што да правам? Али ете, кога е во живо се трудам да дојам пред време. Така е, на време и пред време беше. Ке пееме пак. Ајде. Опиум, ова е една твоја Да, песна. една моја Одиме драга. со краток джингл и веднаш уживаме. Како цвет се расцветува, едно знам, само едно знам, мојот сон си го живеа. Луди, луди години, брзо ни минуваат, време за љубење, не загубење, само тоа е во мислите. Луди, луди години, брзо
насмеши ме. Да, уште некоја минута само од овој разговор мене вака ми помина, не знам дали И се мене согласуваш исто. така е, Многу да. брзо. И сега, залюбена ли си? Леле, без ова прашање не може да помне. Не може, ама мора, ова е профилно интервју, мора да те прашам. Па, залюбена сум во моите песни, во она што го работам. Секогаш истиот Да. одговор. Си дала нешто повеќе, велиш, мажите се плашат од успешни жени. Да. Ке најдеш никој што не се плаши од успешна жена. Па се надевам. Не губам надеж. Да, не губам надеж. Моментално не сум залюбена, што не значи дека нема да бидам во скоро време, се надевам. Да, секако. И сега го барам она што со што секогаш ги изненадуваме гостите, еден джингл за последното никаде прашање во ова никој да не знае. Да. Прости ми извини, Стојна, на кого би му кажала во камера јавно? Прости ми извини. Па јас сум личност која што не се штеди да каже прости, извини, воопшто. Па дефинитивно оние на кои што најпрво би им кажала извинете или простете се мојата фамилија, моите најблиски да кажам, соработници, бидејќи нели жив човек греши. Па како што кажав, нема да штедам зборови и би им кажала прости ми извини. Извинете. Да. И уште нешто ми кажа Мојсо, само кусо за крај, немаме веќе време, вика имате турнеја во Австралија следната, Да. така? Имате сега одења, значи Имаме Германија, веќе не ги паметам датумите, ама за тоа е заложен Мојсо. Да. Добро, не за датуми, туку е... Имаме Германија, имаме америчка турнеја, имаме после уште 2 настапи во Германија, нели на различни места, и Австралија следува турнејата наредната година. Имаме уште некои настапи низ Европа, сега да не погрешам каде точно, ама ќе објавуваме постојано, да. Секако. И тука, низ нашата убава Македонија. Тука секако, да. Многу ти благодарам за ова искрено интервју. Се надевам дека и гледачите, јас сум задоволна, се надевам и вие, како беше никој да не знае, она што го знаеме за Стојна си го чуваме за себе, вака се создаваат нашите идоли, се надевам дека на добар пат сме вака на овој начин да ви покажеме кој заслужува внимание од вас. Ви благодарам, се гледаме утре со ново издание на Никој да не знае.